На државава и се потребни 56 години за да го стигне европскиот просек во однос на стандардот и условите на живење, покажува извештајот подготвен од страна на 8 организации од Западен Балкан, кој што е фокусира на приближувањето на земјите од регионот кон Европската Унија. Крајно поразителното сознание за остварување на европскиот сон има и светла точка, а тоа е дека овој процес може да се забрза на повеќе начини, а пред се преку спроведување на некои клучни реформи, утешуваат авторите на истражувањето. Сите сценарија, особено во клучните области економија, социјалните политики и дигитализацијата, ни даваат јасна слика дека состојбите ќе се поместат многу. Дури дел од нив ќе се преполоват доколку имавме полноправно членство или пристап до европските фондови. Вели Виктор Митевски, извршен директор на Сдруженијето за истражување и анализи. Според истото истражување, она кон што треба да се фокусираме како држава е зголемување на продуктивноста, инвестирање во попаметни социјални трансфери кои ќе бидат насочени кон активација, како и инвестирање во дигитализацијата и инфраструктурата. Но клучен е растот на продуктивност. Растот на продуктивноста може да го постигнеме доколку имаме квалификуван кадар и инвестиција во технологии не само од страна на државата, туку и од страна на приватниот сектор. Само зголемување на платите без додадена вредност во општеството, односно на крајниот производ, може да има само контраефект, иако економските параметри покажуваат дека во сегашните услови има простор за зголемување на платите. Велат експертите. Според податоците од извештајот, бруто платата во земјата е околу 1000 евра, а тоа е 1/3 од просечната плата во Европската Унија, која изнесува околу 3000 евра. За да го стигнеме европскиот просек, ќе ни бидат потребни 40 години. Највисоки плати има во Србија, околу 1150 евра. На второ место е Босна и Херцеговина и Црна Гора, па Македонија, а малку полоши се Косово и Албанија.